Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 22 мај 2026 година. Јавното предпријатие Градски превоз Кавадарци во изминатиот период активно работеше на дигитализација на автобуските постојки. Овие новини денеска беа презентирани за граѓаните. Значи, како што најавивме пред отприлика 2 недели, дека проектот дигитализација на автобусите постојки е во завршна фаза. Еве денес стоиме тука со поставени, односно комплетирани 8 автобуски постојки со целосно функционален систем за дигитализација на автобуските постојки. Во зависност на локацијата, односно на која автобуска постојка се наоѓаме, тоа стои како наслов, односно на локација на автобуска постојка. На другите делови има информација кои линии поминуваат тука и за колку време во реал тајм пристигнува автобусот, за колку минути. Исто така и видеонадзор за само обезбедување на постојките, ова ќе значи поголема безбедност на самиот објект автобуска постојка. Да, значи тоа е за општа сигурност, односно не е мал износот, нели, вредноста на ова како опрема што го поставуваме тука. Еден вид на сигурност на самите локации со поставувањето на видеонадзор на автобуските постојки. Друго што има на овие панели, односно има место за рекламирање и тука ќе се прави централно менаџирање на рекламите, односно може да од централна единица во исто време да се пуштат реклами на сите автобуски постојки, на одредени автобуски постојки, може да пуштиме и брзи известувања, не само во врска со нашите возни редови, туку и со други јавни институции или известувања од општина Кавадарци. Така да со ова го комплетираме овој систем и сервис што го нудиме на граѓаните за се со цел поголема информираност за колку време пристигнуваат нашите автобуси и се надеваме поголем број на извозени патници во нашите автобуси. Како јавно предпријатие за превоз Кавадарци, морам да потенцирам да кажам дека обемот на работа на секојдневните линии градски кои што ги имаме и организираните превози за учениците се зголемува, поготово редовните линии, користењето на нашите сограѓани во делот на јавниот превоз. Јавното предпријатие е во добра кондиција и покрај тоа што дава голем број субвенции за нашите сограѓани и символична карта билет од 45 денари за воžња и бесплатен превоз за сите пензионери и ранливи категории. Тоа е еден благодет кој што го поседуваат кавадарчани, кој што пред 4 години неполни го немавме и една дневна потреба и една социализација на градот или подигнување на градот на културата на повисоко ниво со основна дејност општината јавен превоз да организира до секое село, рурална средина и градски средини. Со тоа што јавното предпријатие има повеќе линии и над 35-6 отприлike автобуски постојки, во оваа фаза негде околу 1.400.000 денара финански средства од јавното предпријатие се направи дигитализација, односно автоматизација на процесот на следењето на линиите на еден модерен начин. Тоа е поставување сега на 8 автобуски постојки, LED монитори или тотеми, каде што луѓето, граѓаните кои што ги чекат автобусите можат во реално време да видат следењето на автобусите за колку време доаѓа, дали за 3,5 минути, дали за 4 и така да во тоа реално време е еден бенефит за граѓаните, меѓутоа и самата модернизација кај што можат надворешни компании да користат рекламен простор самиот тотем и ќе бидат дополнителни приходи на предпријатието, се во интерес на јавното предпријатие за да има помали трошкови. Ова е прва фаза. Ќе продолжиме и со втора фаза на развивање на дигитализација и автоматизација на автобусите постојки и очекувам од граѓаните да бидеме сите одговорни према инфраструктурата и опремата, пошто станува збор за осетливи тотеми во делот на нивното користење и не очекувам дека
не да Боже, некој вандализам би се случувало, да овие бидат оштетени или било како, затоа што сепак станува збор за граѓански и општински имот кој што на сите наши сограѓани. Ние како општина нема да застанеме тука со дигитализацијата и со автоматизацијата. Во процес сме сега покрај оваа инвестиција на јавното претпријатие за превоз и јавното претпријатие за паркирање да набави опрема од 8 камери. Опремата од 8 камери ќе се состои со тоа што 2 возила во континуитет електрични возила кои што нема да загадуваат, ќе движат низ зоните на паркирање. Негде над 1700 паркинг места што ги има јавното претпријатие за паркирање и самата камера ќе ги снима таблиците во делот на прописно, непрописно паркирано и дали самото возило кое што е паркирано има платено паркинг соодветен во соодветно време, нормално со тие 15 минути кои што ги имаат бесплатно за брзо застанување, би ги рекол. Ова го правиме со единствена цел, да се намали бројот на вработени, луѓето да не бидат сегаш изложени на екстремни услови при ветрови, дождови и било како, а и да она можност за човеков фактор во делот на блиски луѓе за да бидат повластени да не платат паркинг, а некој плати, ќе се елиминира на нула. Така да општина Кавадарци се што е во интерес на граѓаните и во автоматизирањето, продолжуваме. Морам да го споменам, да го кажам тука и делот со Safe City, каде што општина Кавадарци покрај неизните 360 камери кои што ги има активни од Моклиште до Сопот, би рекол и Марена, и на сите јавни достапни локации за безбедност и за заштита на урбаната средина, за заштита на нашите сограѓани. И тука во континуитет продолжуваме, се опремуваме сега со сите би рекол неколку поголеми паркинзи кои што ќе успееме да ги опремиме со камери за да покрај тоа што се јавни паркинзи да ги заштитиме и самите граѓани, а и самите нивни возила во делот од некаков вандализам или оштетување. Исто би кажувал дека проектот и во делот на градењето на нови паркинзи се во тек и за брзо време ќе отпочнеме, негде за 2 недели од прилика. Едниот паркинг со над 110 паркинг места ќе биде токму на улица Дисанска, над градскиот фудбалски стадион, каде што ќе се направи таа парцела од речиси 3000 метри квадратни со 110 паркиралишта, со тоа Дисанска ќе растретиме комплетно. Тоа ќе биде во најниска зона, С зона за паркирање за сограѓаните кои ќе живеат таму бесплатно, меѓутоа ќе имаме 110 паркиралишта и за време на фудбалски утакмици и за време на луѓе кои што одат на градскиот парк да рекреират, пошто сами знаете дека таму не е хендикеп со паркирањето, а тука веќе се гради спа центар, се гради затворен базен и паралелно за некаде мисли по 2 ќе биде тој паркинг изграден. И втората критична точка која што имаме на Белка, зградите, кај кружниот текст сега на Видио Смилевски, тендерската постапка е веќе отворена. Мислам дека се отворат на 35 нови паркинг места за самите жители и граѓани кои што живеат во стамбените единици, да може да имаат резидентни паркиралишта. Крајната цел и од целата ситуација од јавните претпријатија, поготово јавното претпријатие за превоз е да сегаш даде символична цена, да даде најниска цена на граѓаните, а да биде издржливо тоа, затоа што и сами знаеме дека енергенсите или горивото веќе отиде над 100 денари по литар и е на некој начин екстремно скапо за дневни обврски на нашите граѓани, а се обавезни обврски. И тука ќе се прошируваме и ќе гледаме да можат сите граѓани да добијат реални линии за превоз. Исто така во делот на паркирањето, крајната цел е да нашите сограѓани кои што живеат во колективни згради, живеат во градското централно подрачје, со тек на време да добијат што пониски цени и да добијат загарантирано место резидентно за паркирање. А со сето тоа мора да возможиме нови паркиралишта каде што луѓе од страна, луѓе кои ќе ги користат автомобилите, да имаат нормално паркирање. Сообраќајната култура и сето ова спаѓа во еден заеднички контекст каде што мислам дека општина Кавадарци е на едно високо завидно ниво, кога ќе може да приметите дека секој инвалидско место е слободно за паркирање, секој пешки премине ослободен од непотребни возила, секоја автобуска постојка е слободна за движење на автобусите, такси постојките се слободни и работиме на
тоа да можеби сите тротоари кои што треба да бидат во функција на граѓаните, на децата кои што одат на училиште или било како да бидат слободни сегаш, се со цел на зголемување на безбедноста и квалитетот на луѓето во општина Каварци. Се прават интензивни подготовки за да можат сите основни училишта во Кавадарци од септември да започнат со едносменска настава, информира градоначалникот Митко Јанчев на вчерашната седница на Совет. Работиме на вкупна анализа потребите за доградба, пренамена и адаптација на училници за од септември да почнеме едносменско работење во сите основни училишта. Во сите основни училишта. Во моментот едносменско работи има во Страж Пинџур Кавадарци, во Дреново, во Марена и Сопот. Од 1 септември со сигурност ќе почне Возаци, ќе почне Димит Анđел Габриел Кавадарци, Ваташа веќе едносменско, ќе почне и Пепето Кавадарци и остануваат да се решат уште Гоце Делчев и ТКТ. Тоа да кажете. Овие кои ќе почнат од септември со едносменско работење, правиме комплетна анализа. Наставниот кадар во делот на оделенските наставници и во делот на предметните наставници. Лошо ако се изразам дека остануваат вишок. Да, че има наставници кои ќе немат пол фонд на часови и предметни оделенски. Целата на општина Кавадарци со кога ќе го заокружиме Гоце Делчев и тоа дека Житефов со уште 14 училници до градба, да, во секој училиште основно продолжениот престој на учениците биде на највисоко ниво, а тоа значи дека ќе се учи од ранните утрински часови 7:38, веројатно до 11 по 12 редовна настава, а до 16 часот ќе имаме продолжен престој од истите наставници кои што ќе работат со децата, ќе пишуваат домашни, ќе работат заедно и целта е да образованието го дигнеме на повисоко ниво, со тоа што концентрацијата на децата во раните утрински часови од денот е поголема, повисока. Второ, социализацијата ќе ни биде уште подобра, затоа ќе имаме продолжен престој во секој училиште и ќе можат заеднички да пишуваат домашно, да се социализираат, да подобро се едуцираат и родителите да не бидат оптеретени во делот на примерно кога детето е втора смена, а они си наутро на работа и тука се губи еден дисбаланс и према самото семејство, меѓутоа и во квалитетот на образованието и воспитувањето на самите дечи. Општина Кавадарци ќе успее во тоа и ќе бидеме комплетна општина, а очекувам продолжниот престој да се дигне до тоа ниво што моите лични очекувања и заложба заедно со директорите на основните училишта, пошто средните се веќе во едносменско, ќе биде да децата си одат дома без книги. Односно, да се што треба да научат на училиште, да напишат домашно, да биде тоа заедница, а нормално во попладневните часови да имаат можности за слободни активности, да имат можности за спортски активности, за уметност, за култура и така натаму. За тоа што општина Кавадарци до септември ќе го заврши затворениот базен, ќе го заврши картингот, ќе заврши за 2 години и втората сала при Јаспин, ќе има гимнастика и ќе има куглање, ќе го картингот го кажав, скейт паркот, пливачка школа на отворениот базен бесплатна, ски Михајлово, кој што според временските услови ќе има можност бесплатно децата да скијат и да учат. Тенисот ни е застапен како спорт, кој ќе има 3 тениски игралишта, балетот, уметноста во делот на ликовна уметност, музичкото, имаме основно музичко училиште. Така да мислам, сите предуслови ги имаме за да можеме децата да ги ставиме во едносменско работење, а попладневните часови да се наградуваат со тие спортски или дополнителни активности, за тоа што мислам дека тоа е правиот начин да децата не се губат времето непотребно
по јутубери, по тикток, по фейсбуци или по било шо, него напротив да имаат концентрација на воспитно образовниот систем. Поготово сакам да го кажем уште една работа, е тука најобјективно, најтранспарентно, најотворено. Наредната недела ќе се видиме со овие школи кои што почнуваат едносменско, а тоа се Гаверот Кавадарци, тоа е Пепето Кавадарци и Возарци подрачното училиште. Ќе се видиме со целокупниот наставен кадар и нема да се оде ниту по политичка линија, ниту по било каква линија, ќе биде тоа колективен заеднички состанок, за никој да не се осете повреден, навреден, пошто јас тој наставен кадар го ценам, пошто мислам дека многу голем дел од животот, а и сегашните кои се вработили, го посветуваат на воспитно-образовниот систем и процес за нашите најмили, нашите деца да добијат прав правец. Така да во тој дел не сакам да има загриженост, заедно со менаџерски тим на училишта, заедно со сите вработени у наставниот кадар, ќе најдеме заеднички јазик за секој. Советот на општина Кавадарци одобри 300.000 денари на Федерацијата за училишен спорт за организација на настанот Ден на спортот, кој ќе се одржи на градскиот плоштад во Кавадарци. Денеска Советот на општина Кавадарци ја изгласа предлог одлуката за финансирање на Федерацијата за училишни спортови во износ од 300.000 денари за организирање на настанот Ден на спортот во општина Кавадарци кој ќе се одржи на градскиот плоштад. Македонија оваа година официјално се приклучи на платформата Спортски игри за млади, што се отвара ново поглавје во развојот на младинскиот спорт. Оваа неголема младинска спортска манифестација во Европа е веќе 30 години и организира спортски надпревари за деца од 6 до 18 години, во кој досега учествувале над 3.440.000 учесници, а оваа година од Македонија ќе учествуваат над 27.000 деца. Најдобрите поединци од регионалните надпревари ќе настапат на финалниот државен надпревар, а најуспешните потоа ќе ја претставуваат Македонија на игрите во Сплит, каде што неколку дена ќе се дружат и ќе спортуваат со врсниците од земјите кои се вклучени во овој проект. Со пристапувањето кон оваа меѓународна платформа, Македонија им се приклучува на Хрватска, Словенија, Србија и Босна и Херцеговина, кои веќе ги имаат имплементирано истите игри. Проектот е поддржан од наши спортски легенди како Петар Наумовски, Индира Кастратовиќ и Игор Стефановски Иџи, како и познати регионални европски спортски имиња како Желјко Обрадовиќ, Алјоша Асановиќ, Славен Билиќ, Предраг Мијатовиќ, Веселин Вујовиќ, Предраг Даниловиќ и многу други. Со ова Македонија официјално станува дел од едно големо балканско спортско движење кое веќе има за цел да ги обедини младите. Организирањето на денот на спортот во Кавадарци е одлична можност нашиот град да биде домакин на настан кој ги промовира спортот, ферплејот и здравите вредности кај младите, ќе ги обедини учениците, наставниците, спортските работници и граѓаните. Спортските игри за млади ќе опфатат повеќе надпревари од повеќе категории, како мал фудбал, баскет 3х3, одбојка, тенис, пинг-понг, шах и атлетика. Овој настан ќе предонесе за спортот, но и за промоција на Кавадарци како општина која активно се вклучува во спортските активности, здравите животни навики и иднината на младите. Откако претходно беше изградена фекална канализација во должина од 160 метри, екипи на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци во соработка со мој општинар работат на хортикултурно уредување во населбата Белкамен на површина од 1000 метри квадратни, информираат од локалната самоуправа. Започна проектот за јакнување на општинските совети фаза 2. Општина Росоман е една од 10 општини во Македонија во кој ќе се спроведува овој проект. Градоначалникот на општина Росоман Ѓорѓи Крстевски, заедно со председателот на советот Ангел Камчев и координаторот на проектот од општина Росоман Кристина Златерска, присуствуваа на иницијативниот настан во рамките на проектот за јакнување на општинските совети фаза 2. На настанот официјално започна соработката со новоизбраните партнерски општини во проектот,
во присуство на представници од Министерството за локална самоуправа, Швајцарската амбасада, UNDP, ЗЕЛС и партнерските организации. Со тоа, општина Росоман стана дел од 10 избрани општини во Република Македонија за спроведување на овој значаен проект. Исто така, општина Росоман продолжува активно да учествува во проекти кои придонесуваат за јакнење на локалната самоуправа, транспарентноста и подобрување на услугите кон граѓаните. Жителите на Горни Дисан денеска ја слават селската слава Летен Свети Никола. Тие го поздравија неодамна завршениот проект за комплетна реконструкција на патниот правец Долни Дисан, Горни Дисан, Вешие. По повод одбележувањето на празникот Летен Свети Никола, градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева денеска оствари посета на селото Горни Дисан и на локалната црква која го носи името на овој светец, ден кога жителите на селото со организиран народен собир го празнуваат Летен Свети Никола како селска слава. При непосредните средби со локалното население и директната комуникација, жителите не го криеа задоволството од неодамна завршениот проект за комплетна реконструкција на патниот правец Долни Дисан, Горни Дисан, Веши, во должина од 1493 метри, со што се обезбеди поквалитетна патна поврзаност во Дисанскиот крај, се овозможи полесен и побрз пристап до земјоделските површини и се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Нови контейнери за општина Росоман. Потпишан договорот со Бирото за регионален развој за проектот Чиста и уредна рурална средина. Градоначалникот на општина Росоман, Ѓорѓи Крстевски, денеска го потпиша договорот со Бирото за регионален развој за реализација на проектот Чиста и уредна рурална средина преку набавка на контейнери на општина Росоман. Проектот опфаќа набавка на нови контейнери за комунален отпад, со што значително ќе се подобри собирањето на отпадот и одржувањето на јавната хигиена во населените места. Општина Росоман продолжува со инвестиции за почиста, поуредена и поквалитетна животна средина за сите граѓани на општина Росоман. Дневник на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Буџетот е пред колапс, а народот со празни џебови, СДСМ против нови долгови за криминални тендери, рече на денешната пресконференција членката на извршниот одбор на СДСМ Наташа Поповиќ. Со Мицкоски на власт се случува економска катастрофа и финансиски крах. Буџетот е во криза, снемува пари. Власта неконтролирано се задолжува и трупа нови долгови за своите криминални тендери. Последното барање на владата за ново задолжување од 260 милиони евра е уште еден доказ за дилетантскиот однос на Мицкоски. Побараа 300 милиони евра од банки, но банките одобрија само 260 милиони евра, со висока камата од 4,5%. Ова значи само едно, и банките се сомневаат во фискалниот капацитет на државата. Уште поважно прашање е зашто се парите од задолжувањата. Нема мерки за справување со ценовните шокови, нема повисока минимална плата, нема редовна исплата на плати по јавните институции, се доцни со социјалните трансфери. Единствена влада во регионов која ги остави граѓаните сами во сред криза, без реална и директна поддршка. Граѓаните плаќаат се поскапо, а владата нема ниту една сериозна мерка за заштита на стандардот. Синдикалната кошничка достигна речиси 69.000 денари. Инфлацијата руши рекорди, дури 5,7%, а на голем дел од прехранбените производи и над 10%. Доцни повратот на ДДВ кај компаниите. Владата должи близу 20 милиони евра по основ на поврат на ДДВ.
Тоа директно ја гуши економијата и ја намалува ликвидноста на стопанството. Во индустријата која е столб на економијата, се губат работните места. Само за една година бројот на вработени е намален за 2,8%. Странските инвеститори ја заобиколуваат Македонија. За 60% е намалено нивото на странски инвестиции во државата поради недовербата во владата, нереализираните реформи и влошената деловна клима. Дефицитот се продлабочува. 85% реализација на планираниот дефицит уште во мај. Затоа фрчат нови задолжувања, нема пари во буџетот. Ова е економски распад. Наместо промена на политиката, владата на Мицкоски трупа само нови долгови, ја турка земјата во должничко робство. Нивото на јавниот долг влегува во црвена зона. 11 милиарди евра е во моментот долгот. За 2 години оваа влада генерираше нов долг од 2,5 милиарди евра. Долг што ќе го враќаат идните генерации. Овие пари не се за граѓаните. Овие пари одат само за партиски тендери. И тоа е единственото нешто за што оваа власт е специализирана. Да крати од секоја ставка за народот, за да има повеќе за нивните криминални тендери и луксузи. Затоа СДСМ се спротистави на ова ново задолжување. Нема да учествуваме во Комисијата за финансирање и буџетот, а најавивме кривична пријава и интерпелација за председателот на Собранието. Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО катастрофално ја водат државата, а цената за тоа ја плаќаат граѓаните со празни џебови и празни фрижидери. Наместо укинување на онлайн коцкањето, владиниот закон спрема приватизација на онлайн бизнисот со коцка, реагираат од левица. Наместо укинување на онлайн коцкањето, како што ветуваше Влен пред изборите, владиниот предлог закон за игри на среќа е уште една политичка измама и обид за прераспределба на милионскиот коцкарски бизнис кон нови центри блиски до власта, обвинуваат од левица. Иако Изет Меджити претходно изјавуваше дека стопирале можност нашите деца да имаат коцкарници на своите телефони, реалноста е сосема спротивна. Онлайн коцкањето не само што не се укинува, туку преку новиот предлог закон се отвара простор за нови приватни интереси да влезат во овој профитабилен бизнис. Ова го отвора прашањето кој поединец близок до власта ќе влезе во бизнисот со онлайн коцкање и ќе заработува милиони од овој општествен порок, прашуваат од левица. Понатаму во соопштението се вели, со моменталното законско решение, онлайн коцкањето во Македонија функционира како државно контролиран систем преку Државна лотарија на Македонија, но наместо целосно укинување на онлайн игрите на среќа, како што ветуваа пред изборите, власта сега подготвува законски измени кои отвораат простор за тивка приватизација и влез на приватни структури во онлайн коцкањето. Особено спорен е членот 7 став 4 од новиот предлог закон, каде што не е јасно дефинирано кој и под кои услови ќе може да учествува во приредувањето на онлайн игрите на среќа. Ваквата недореченост не значи борба против коцкањето, туку создавање сива зона за политички договори и бизнис интереси зад затворени врати, велат од левица. Наместо заштита на граѓаните, власта повторно креира услови за нова распределба на профитот од коцкарската индустрија. Во меѓувреме, Македонија продолжува да се претвора во држава преплавена со коцкарници и обложувалници. Овој бизнис најмногу цвета токму во сиромашни држави, каде што граѓаните во недостаток на перспектива се туркаат кон лажна надеж за брза заработка, додека профитите завршуваат кај мал број моќници и странски компании. Македонија не смее да биде држава во која коцкарските лобија и партиските бизниси ќе бидат поважни од јавниот интерес. Потребен е јасен и строг закон кој вистински ќе го ограничи коцкањето, а не закон што ќе отвора нови можности за богатење на луѓе блиски до власта, велат од левица.
Да не го пропуштиме последниот воз за Европската Унија, ајде заедно да ја споделиме одговорноста малцинства во Уставот, порака од опозиционата СДСМ до власта. Македонија се наоѓа пред многу важен момент за нејзината иднина. Во период кога Европската Унија повторно го отвори процесот на проширување како врвен геостратешки приоритет, Македонија не сме да остане настрана. Доколку ја пропуштиме оваа шанса за полноправно членство во Европската Унија, ризикуваме да станеме слепо црево на Балканот. Земите од регионот напредуваат. Формирана е комисија за пристапниот договор на Црна Гора, сериозен напредок има и Албанија. Ова е историски момент што Македонија не сме да го пропушти. Доколку не се качиме на овој европски воз сега, можно е вратите да бидат затворени со децении. Ако останеме надвор од процесот, нема да бидеме дел од новите европски буџетски рамки, нема да имаме пристап до развојните фондови и ќе продолжиме да тонеме во сиромаштија и во неизвестност. Заглавени во корупција и криминал, со партизирани институции, систем кој што не функционира. Најголема цена за жал ќе ја платат младите. Младите ќе продолжат да ја напуштаат државата, а Македонија ќе остане заглавена во изолација, без перспектива и без развој, со најниски плати и најнизок животен стандард во Европа. Младите се разочарани. Тие немаат време за губење и не веруваат на зборови, потребни се дела, потребна е промена на системот. Затоа председателот на СДСМ доктор Венко Филипче го повика Христијан Мицкоски на државничка одговорност. Заеднички да ги изгласаме уставните измени, подготвени сме целосно да ја споделиме одговорноста за овој процес, како што тоа го правеле сите политички партии во државите кои што успешно преговарале и станале членки на Европската Унија. Македонскиот идентитет, македонскиот јазик и култура се заштитени и никако не се загрозени. Преговараме со Европската Унија, а не со Бугарија. Малцинствата се европско прашање. Мицкоски да не го користи нон-пейперот на Мерц како дополнително алиби и изговор да не се направат следните чекори за кои што сите укажуваат дека не може да бидат променети. Мерц не вели дека реформите не се потребни. Напротив, овој предлог е само порака која што треба да ги мотивира земите кандидати да работат побрзо и да работат поефикасно. СДСМ не се согласува со предлогот за придружно членство без полноправно членство во Европската Унија. Ние бараме целосно членство во Европската Унија, да ги внесеме малцинствата во Уставот, да ги изгласаме уставните измени за иднината на младите и за иднината на државата. Малцинства во Уставот сега, Европа сега. Македонија е лидер во реформската агенда, лагите на Филипче повторно демантирани, беше речено на денешната пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Филипче лажеше за мигранти, лажеше дека државата ќе банкротира, лажеше дека е празен буџетот, лажеше за ИПАРД фондовите, лажеше за реформската агенда и изјавите на Вајц. Филипче нема зашто не излаже. И како за се, веднаш доаѓа демант од релевантните институции. Македонија е најнапредна во реформската агенда, со највеќе средства доделени од ЕУ во висина од 65,7 милиони евра, пред фронтранерите Албанија со 49 милиони евра и Црна Гора со 44,2 милиони евра. Ова е за јануарскиот извештај за кој што председателот Мицкоски истакна дека ќе бидеме први и тоа така испадна. Во Република Македонија оценетите реформи вклучуваат мерки за подобрување на финансирањето на основното и средното образование и мерки за проширување на пристапот до дигиталната инфраструктура и IT опрема во училиштата. Од 65,7 милиони евра, 30,6 милиони ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека останатите средства се достапни за инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Доколку се оди според планот, а владата предводена од ВМРО ДПМН и председателот Мицкоски работи напорно тоа да биде реализирано, Македонија за јуни месец ќе ја удвои сумата и повторно ќе бидеме први во исполнувањето на реформската агенда. Секоја изнесена теза на Филипче се руши како кула од карти. Секоја лага
на Филипче се распрснува како меур од сапуница. Македонија ќе биде лидер во исполнувањето на реформската агенда, а со тоа ќе бидат искористени и средствата кои се предвидени согласно планот за раст. Убиства, дрога, насилства. Колку жртви уште треба за Панче Тошковски да поднесе оставка? Праша денеска социјалдемократите. После толку жртви, убиства, насилства и целосен распад на безбедносниот систем, отвара едно прашање. Што уште треба да се случи за Панче Тошковски да поднесе морална одговорност и да поднесе оставка? Дека нема морал, дека нема систем, граѓаните веќе одамна знаат. Но жртвите стануваат премногу. Премногу човечки животи изгаснаа, премногу семејства се уништени, премногу трагедии се потврда дека МВР не функционира, ниту како превенција, ниту како заштита. Пред само неколку дена, 37 годишна жена беше убиена во Скопско, во случај кој повторно наликува на фемицид. Семејното насилство е на секој чекор и се почесто завршува трагично, иако претходно имало бројни пријави кои МВР ги игнорирало. Млада жена и дете беа убиени и покрај 12 пријави за насилство. МВР било слепо и глуво. Во Велес насилник уби жена и низиниот татко. Во Старо Нагоричане серијски убиец со години убивал жени додека институциите игнорирале предупредувања. Во Кочани згаснаа 63 животи, а до денес нема вистинска одговорност. 5 тони дрога поминаа преку граница без никаква контрола. 5 тони дрога без одговорност. Во последните 2 години, со ВМРО ОКГ на власт и Панче Тошковски на чело на МВР, Македонија живее во страв, несигурност и насилство кое стана секојдневие, во училиштата, во домовите, на улиците. Секој ден слушаме за нови жртви, нови трагедии, нови случаи во кои системот потврлил. Пред некоја недела јавноста беше потресена од случај на брутално врсничко насилство врз девојче во Скопје. Институциите кои треба да штитат не функционираат. Грозоморни случаи на злоупотреба на малолетници се случија во Скопје, Гостивар и Неготино. Превенција нема. Одговорност нема. Ова е доказ за целосен распад на безбедносниот систем. Системот е ставен во функција на заштита на власта, наместо на граѓаните. Одговорноста е директна кај министрот Панче Тошковски. Полицијата е партизирана со измените на законот за МВР и претворена во инструмент за заштита на криминалната група ВМРО ОКГ и за пресметка со опозицијата. Државата е небезбедна, институциите се нефункционални, а граѓаните оставени сами на себе. Панче Тошковски мора да ја превземе одговорноста. Оставка веднаш. Дали Филипче е дел од бугарските мисии во Скопје, за кој говори бугарската министерка Петрова Чамова, праша од ВМРО ДПМН. Филипче е најголем промотор на бугарските позиции во Скопје. Филипче и СДС ден денес имаат ист став по однос на уставните измени со бугарските власти, предводени токму од Румен Радев. Филипче и СДС имаат ист став со бугарските власти дека ние сме северно македонци, дека Гоце Делчев е бугарин, но кога ќе се дојде до темата уставни измени, тука Бугарија вели јасно и гласно дека тоа не е последниот чекор на Македонија кој треба да го испорача за да стане дел од европското семејство. Додека уценетиот Филипче од негови познати причини ги лаже граѓаните дека ова е последниот чекор и дека утре дента ќе станеме дел од Европската Унија. Филипче и СДС кои немаат никаква визија, програма и концепт за тоа како треба да се води партија, а камоли држава, одат со главата во зид и се ставаат на услуга на бугарските власти, мислејќи дека со удоволување на нивните барања ќе дојдат на власт. Наместо да повикува Филипче на обединување за промена на устав со цел внесување на бугарите, може еднаш барем да застане на страната на Македонија, на македонската страна и да се приклучи на ВМРО ДПМН во одбрана на македонските интереси. Почитувани, интересно е што оваа теза за поврзаност на Филипче со бугарските власти се потврдува откако јасно говоревме дека чуварот на фотелјата на Заев, Венко Филипче, е директно уценет од страна на бугарски политичари за да ги шири и спроведува нивните политики во Македонија. Филипче должи одговор. Дали е дел од бугарските мисии во Скопје за кои говори отворено бугарската министерка Петрова Чамова?
Доколку Венко Филипче го избегне ова директно прашање и не одговори, јасно е дека ВМРО ДПМН повторно е во право за неговите соработувања со бугарските власти. Продолжуваме во дневникот со информации од спортот. Викендов се игра последното коло кај фудбалските прволигаши и второлигашите ќе го одиграат последното коло, кое ќе донесе разврска на врвот од табелата. Овој викенд ќе се одигра последното 33-то коло во првата македонска фудбалска лига. Колото само по себе нема да донесе ништо ново кога изгледот на табелата е во прашање, а единствен одговор кој може да го даде е кој ќе игра со кого во борбата за опстанок во елитата. Но да тргнеме поред. Утре сабота Арсими ќе ја пречека Струга, а новиот шампион Вардар ќе го нагости вице шампионот Шкендија. Клучните надпревари ќе се одиграат во недела. Пелистер ќе се обиде да ја задржи позицијата број 8, бидејќи во Битола го пречекува тимот на Башкими. Да подсетиме дека оној кој ќе заврши како 8 ќе игра бараж со екипата која ќе заврши како 3 во втората лига. Битолчани нема да имаат лесна задача, бидејќи имаат изброј бодови со Брера, која е 9-та, само заради послабиот меѓусебен скор и полошата гол разлика. Сепак, во ова коло Струмичани имаат многу полесна задача, бидејќи го пречекуваат од пишаниот Шкупи. 9-тиот од првата лига ќе игра бараж со второпласираниот тим од втората лига. Последните две средби ќе се играат во понеделник, а во нив Македонија Ѓорче Петров ќе го нагости освојувачот на купот Силекс, а работнички ќе се прости од својата публика со дуелот против градскиот фудбалски клуб Тиквеш. И второлигашите утре ќе го одиграат последното 30-то коло, но за разлика од прволигашите, ова коло ќе биде многу поинтересно, понеизвестно и повозбудливо. Истото треба да го даде новиот шампион, односно новиот прволигаш, но и двете екипи кои ќе играат бараж за влез во елитата. Редоследно. Моментален лидер е Штипска Брегалница и само чудо може да ја сопре да не се промовира во нов прволигаш, бидејќи ќе се сретне на домашен терен со отпишаната Прилепска победа. Скопје има изброј бодови како и Брегалница, но само со кикс на Штипјани може да дојде до шампионската титула, се разбира и доколку на свој терен го совлада тимот на Детонит. Шкендиот Дарачинова ќе се обиде да ја задржи позицијата број 3, но за тоа ќе и требе победа на гостувањето кај Саса. Кикс на Шкендија ќе чека Охрид, кој е четврти и има само бод помалку од Дарачиновци, а ќе игра на домашен терен со слога од Виница. Во останатите средби од ова последно коло ќе се сретнат Преспа Беласица, Тетекс Големо Конјари, Новаци Осогово и Вардар во Неготино го пречекува Кожув. Истовремено веќе се познати и паровите за баражот за место во втората македонска фудбалска лига следната сезона. Во баражот ќе играат 3 второлигашки и 5 шампиони од третите лиги. Бараж дуелите за втората македонска фудбалска лига се следниве: Тетекс Вазними, Саса Евромилк Горно Лисич, Борец Кожув и Победа Валандово Камјани. Надпреварите од баражот за втората македонска фудбалска лига ќе се одиграат на 30 мај. Се очекува во следните денови да се одредат и неутралните терени за одигрување на овие дуели. Во младинските кошаркарски лиги, сезона која брзо треба да се заборави. Девојчињата на пробаскет во М18 и М16 конкуренција се многу блиску до Final Four надпреварите. Полека привршуваат и првенствата во младинските кошаркарски лиги. Во машката М20 конкуренција, во лигашкиот дел, Тиквеш Голден Игл забележа 12 победи и 8 порази и заврши како петти на табелата. Во плей-офот игравме четвртфинале против Феникс и 2 пати убедливо бевме поразени. Во оваа конкуренција шампион стана екипата на Водносанс.
Во М18 конкуренција екипата на Спортисимо заврши како трета во втората Лига Исток, па играше осмина финале со Куманово, каде отпадна заради послабата кош разлика во тек се четвртфиналните дуели. Во М16 конкуренција Спортисимо во втората Лига Исток заврши како првопласирана, Тикваш Голден Игл беше петти од 7 екипи. Во осмина финалето Спортисимо два пати загуби од Ангели, а во тек се четвртфиналните дуели. Во М14 конкуренција во групата 1 Спортисимо заврши како четврти, а Тикваш Голден Игл беше убедливо последен без ниту една победа. Спортисимо во осмина финалето два пати загуби од Борец, а сега во тек се полуфиналните дуели. Во најмалата М12 конкуренција Спортисимо во групата 2 заврши како првопласиран. Во осмина финалето го елиминираше ТФТ, а во четвртфиналето Борец. Во полуфиналето загуби од Водносанс и на крај заврши како четврти. Кај девојчињата квадаречките состави имаат многу повеќе успеси. Во М18 конкуренција Пробаскет заврши како третопласиран и сега разигрува со Бадел за место на Final Four. Квадаречките девојчиња веќе водат со 1-0 и само уште една победа ги дели од пласманот меѓу четирите најдобри. Во М16 конкуренција во групата Исток Пробаскет заврши како првопласиран, без пораз, а во групата Запад Спортимо Неготино беше прв, додека Спортисимо последен без ниту една победа. Во четвртфиналето Пробаскет два пати ја совлада Струга и се пласираше на Final Four. Во М14 конкуренција во групата Запад Спортимо Неготино заврши како трет, а Спортисимо како четврти. Во четвртфиналето Спортим два пати загуби од Бадел, а Спортисимо два пати беше поразен од MVP Скопје. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер над 50 км на час. На повеќе места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Температурата од 13 до 25 степен. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.